Изминатата седмица се регистрирани 418 лица со грип, а исто толку се регистрирани и во Скопје. Пред нас се само гости во Ритетово. Најголем број од заболените во Струмица се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, а највисока инциденца е регистрирана кај децата од возрастната група од 5 до 14 години. На оделението за инфектологија во Струмичката општа болница веќе се хоспитализирани и се на болничко лекување 34 пациенти, информираше денеска началничката на оделението доктор Лилијана Манинска, додека пак на дневна болница гравитирале околу 35 до 38 пациенти само во една смена. Оние кои се хоспитализирани се со компликации на респираторниот систем и изразени форми на бронхопнеумонија. Специјалистите апелираат до граѓаните, доколку имаат полесна симптоматологија, да се лекуваат во домашни услови со чаеви, овошје и одмор, додека пак оние кои веќе имаат кашлица, зголемена телесна температура, да се јават кај лекар. Од Центарот за јавно здравје во Струмица велат дека во моментов на располагање имаат 107 вакцини против сезонски грип, кои се наменети за ризична категорија на граѓани. Имено, ке се вакцинираат вработени во детските градинки, здравствените работници, како и старите над 65 годишна возраст. Вакцината нема да е задолжителна, туку право на избор на оваа група граѓани. Годинава во Струмичкиот центар за јавно здравје, кој го покрива и подрачјето на Валандово, биле набавени 2200 вакцини, или за 500 повеќе од лани. Се очекува пораст на активноста на вирусот и достигнување на пик на сезона на грип во текот на следните недели, се наведува во извештајот на Институтот за јавно здравје.